Ченто, со неговата основска влада, не дозволува да се вратат колонистите. Затоа Македонија има колку толку македонски дух. Според мене недоволен. Сакате да кажете? Да. Ако не бе избркани колонистите. Ние ќе бевме асимилирани Срби. И ако се вратеа колонистите, дека со овие процеси кои сега ни се случува. Српски свет едно драматично. Ова е вратка за тоа. Ова е враќање за тоа. Ова е вратка за стара Србија. Они не можат да го кажат стара Србија и измислија нов термин српски свет. И они имаат високи државни политичари до ниво на вице-премиери, кои што за српски свет отворено зборат, кои што го промовираат тоа дека сите срби треба да живеат во една држава. Слободан Милошевиќ и Благо Јаджиш, генералот, од чиј мандат се повлекува Југославенската или тоа што остана Југославенската народна армија од Република Македонија, дека можат во секое време да се вратат назад. Не мора војнички, во секое време може да се вратат назад во Република Македонија. И еве се враќаат се преку ВМРО-ДПМН. Сега, па тоа ми беше целта. Само уште една работа. Ајде кратко за да можеме да политички да уште една работа. Значи, тоа е интервју кога искачат на првите избори на МТВ се одвија, бидејќи немаше телевизија тогаш. Таму учествува Гордана Селјановска-Дапковска, учествува контра тоа кај мене го имаш на мојот YouTube профил и ги поканувам гледачите да ги погледаат тие видеа. Она таму збори какво одвојување од Југославија. Така е. И сега она председател на Северна. Сега ви е икона. Не ми е мене. Не, јасно го. Инаку мене ми беше у комисија за одбрана на магистратура. Јас ја почитувам како професор. И толку. Било некогаш пред 20 години. Значи и толку. Она суштината што е, што они преку неа, преку Мицко, преку овој вице-премиерот што му е за српски прашања, овој Кумановец Иван Стојковиќ и другите, они направија перфектна одмазда. Тие што ја одвоја Македонија од Југославија, односно Србија, сега се тие што влечат назад. Со кого почна тој процес? Со Мицкоски? Не, предходно. Со Никола Груевски? Предходно. Па тоа треба да и се каже на македонска тема. Па тоа, ако не го разбираат, ја ли ќе ги учи? 10 пати го прашам Липчо Георгиевски, се надам дека еден ден ќе реши да каже која е вистината, кој лобирал да го вклучи во првата влада 2008 година како министер за без портфел, подосна министер за трговија, бидејќи нели не постоеше тоа. Брзо имаше свич трговија, па немаше немаше министерство за трговија, требаше затоа беше министер, па министер за трговија, па после една година нели го сменија Борис Стоменов министер за финансии, стана министер за финансии, кој Липчо Георгиевски најдобар министер за финансии во последните 30 и некои години во Република Македонија. Кој е тој? Клюсев ли е? Киро Глигоров ли е? Која е таа